Денешната емисија ја стартувам на фудбалски терен, каде што се дружат македонците. Да, се дружат македонците. Се заедно тука и играат фудбал тука. Верувале или не, ова е фудбалскиот терен на фудбалскиот клуб Сајренс од Аура, кој што има најголем број македонци меѓу фудбалерите, меѓу децата и најголем број на тренери. Марио е идната звезда, можеби, се уште е многу мал за да може да игра фудбал. Но затоа, денеска ќе ви ги представам децата кои што можат, кои што се организирани и кои што редовно доаѓаат на сите тренинг сесии. А голем дел од нив ги раководат и македонски тренери. Добре дојавте во најмакедонскиот клуб на островот, ФК Сајренс. Igor Filevski Show. Ова зад мене е една од добро организираните академии фудбалски за млади категории, а она што е атрактивно и интересно е дека оваа академија брои најмногу деца македонци, барем во фудбалските клубови кои што гравитираат на островот. Не само деца македонци, туку и најголем број фудбалски тренери со УЕФА лиценци се стационирани токму овде. Денеска ми е задоволство да ви ги представам, бидејќи во нив има и многу потенцијал. Не само за малтешките фудбалски клубови во иднина, туку и за репрезентација. А ќе позборувам и со нив лично, и со тренерите кои ја водат оваа академија. Како се викаш ти? Лазар Презиме? Крстевски. Колку години играш во Сајренс? Едно. Една. И кога ќе пораснеш, каде сакаш да играш? Португал. Кој ти е омилен фудбалер? Роналдо. Браво! Моето име е Матеја Дроски. Колку години имаш, Матеја? Ја имам 11 години. 11 години. Да. Кога ќе пораснеш, сега играш во Сајренс. Во Да. кој клуб се гледаш? Каде сакаш да играш? Реал Мадрид. Во Реал Мадрид. Да. И кој ти е омилен фудбалер? Роналдо. Роналдо. Антонио. Како се презиваш? Апостолов. Апостолов Антонио. Апостолов Антонио, колку години имаш? 6. 6. И кој ти е омилен фудбалер? Неймар. Нејмар. Значи кога ќе пораснеш сакаш да бидеш како Нејмар. Стефан Богатиновски. Стефан Богатиновски. Колку години имаш, Стефан? 8. 8. Браво. Кој ти е омилен фудбалер тебе? Роналдо и Меси. Роналдо и Меси. Значи ти кога ќе пораснеш сакаш да бидеш како некој од нив, а? Да. Браво. Навикнат си ти со мене. Да. Представи се прво. Јас сум Лео Филевски Витанова. Колку години играш во Сајренс? 4. И каде се гледаш кога ќе пораснеш? Барса. Јас сум Златко Арсоси. Колку години играш во Сајренс? 4 години. А колку години имаш? Јас имам 11 години. И кога ќе пораснеш каде би сакал да играш? Јас сакам да играм во Пари Сен-Жермен. Да, кој ти е омилен фудбалер? Сергио Рамос. Браво. Кажи ми како се викаш? Матеј Трајковски. Матеј Трајковски. Колку години имаш, Матеј? 11. 11. Кога ќе пораснеш, ти каде би сакал да играш? Барса. Во Барса. Да прашувам дали Меси ти е омилен фудбалер? Да. Значи сакаш да бидеш како Меси? Да. Одлично. И Буфон. И Буфон. Сакаш да бидеш голман? Да. Браво. Ти си човекот кој што ми го најавија дека е еден од потенцијалните репрезентативци на Македонија. Прво представи ми се. Здраво, јас сум Марио Маркулев. Колку години имаш? Имам 17 години. И играш во репрезентацијата U17, а подоцна Да, се надевам така дека се чекорот е кон U21. Така, да, Викнат си за македонската репрезентација. така. Да, задоволен си? Задоволен. Дали си задоволен тука од тренерите, од менаџментот, од клубот, од Сајренс? Да, сега во моментов многу сум задоволен од тренерите. Имаме наш македонец тренер, многу е добар и многу сум задоволен. Значи напредокот твој е евидентиран и во малтешките документации и очигледно и во македонските. Едно прашање кое чекам искрен одговор. Ако те повикат од малтешката репрезентација сега,
Дали ќе заиграш за малтешката или чекаш уште да заиграш за македонската? Не, ќе чекаме уште за македонската репрезентација. Јас веќе имав повик од малтешката репрезентација, ама ја одбив. Ја одби? Да, Тоа е дефинитивно. дефинитивно. Диана Крстевски е една од родителките кои што ги имаат своите деца во Сајранс. Колку години сте овдека во Малта? Тука сме 8 години. 8 Сите години. фамилиарно, децата се тука родени, да. А децата се тука родени? Да, децата се тука родени. Значи, вие веќе полека преминувате во малтежани. Македонци малтежани. Македонци малтежани, Како може сте така. задоволни од општо, генерално и животот и ова овдека што го гледаме на терен? Сега се на фудбал, многу сме среќни што има македонка тренер. Весна е секако посветена на нив и многу добро работи со нив и многу трпение има. Многу сме среќни што е Весна со Лазар и како напредува Лазар. Супер е. Тоа ќе да прашам. Колку сте задоволни од спортските активности, од ова што го нуди островот? Во Македонија имаме некогаш и чувство, гледаме, таму родителите се тепаат на детските лиги. Овдека е нешто сосем друго. Овдека е нешто сосема друго, го разбираме ова, сето ова како една активност по школа и се забавуваме и ние родителите, се забавуваат и децата, секако се забавуваат тука и цело време се окупирани и немаат време да се караат меѓу себе или да фаќаат кривини што викаме ние. А најважно што има Лазар и другарчиња. Лазар има и другарчиња македонци, има и срби другарчиња и се дружи со сите што се тука во тим, некако се дружат и не разбираат дека тие се противници или да играат едни против други, него сите се дружат и сите се како еден тим. Така што ги учат. Мики Арсовски е уште еден од родителите кој што го има своето дете во клубот. Мики, вие сте овдека фамилиарно. Точно. Како сте задоволни од комплетното преселување во Малта прво, општо? Па ни се укажа добра прилика и ја искористивме, така да генерално задоволни сме од животот тука на Малта. Социјалниот, спортскиот пристап, детето, овдека во група кај што има многу македонци, најмакедонскиот клуб. Од тоа како си задоволен, што сепак си во контакт со оние негови врсници што се сега во Македонија. Да, од аспект на квалитетот, овдека мислам дека имаат подобри академии со поквалитетни тренинзи. Единствена работа што би споредил со Македонија е што таму многу порано почнуваат со надпревари во лигата, со бодувања, со такви компетитиви што би рекле надпревари. Овдека многу покасно се случува тоа. Како го гледаш твоето дете во иднина за неке 4-5 години? Тука во Малта, во Македонија, некаде во странство, во Европа? Па види, јас секогаш велам треба да се верува. Никој не може да знае однапред што ќе се случи со него. На него е да тренира, да биде упорен, да биде дисциплиниран во тоа што го прави и секогаш јас го учам да кога нешто ќе реши да отпочне, да оди до крај со тоа и да работи напорно. Значи, останува во Малта за малтешката репрезентација да се квалификува и во Македонија за македонска. Јас би сакал за македонска, но не исклучуваме ни малтешка, он ќе одлучи тоа. Јас сум тука само да го поддржам. Сашка Апостолова исто така родител чие дете игра овдека во Сајранс. Колку години сте? Сашка, прво да прашам, комплетно сте тука фамилиарно? Да, комплетно фамилиарно. Задоволни сте комплетно од животот? Задоволно. Да. Фудбалот. Има ли потенцијал? Сака ли вашето дете доаѓа ли со радост овдека на играње? Да, премногу е среќен и чекаше цело лето само за да почне да игра фудбал. Значи, Да. ќе биде, има потенцијал. Има, да. Ќе разговарам и со тренерите. Вам ви се допаѓа тоа што има многу деца македонци, има Да. тренери македонци. Тоа Да. го гледате како добро или како? Ко добро. Да? Да, Се дружите вака вон фудбалот со македонците? се дружиме многу. Да.
и со македонци, со срби се дружиме сите. Па ова ми е пета година, не во континуитет, 3 претходно и сега ова втора во Сајранс како тренер. Се соочуваш со многу македонски деца овде. Да. Тоа како гледаш на тоа? Позитивно? Па нормално да, посебно овде има доста деца од нашите простори и морам да ги пофалам дека се доста талентирани. Дисциплинирани ли се? Што стално збор за деца? Па да, и дисциплината се стекнала, некои се уште мали, меѓутоа со добра работа ќе ги... Има ли потенцијал за репрезентативци? Нормално веќе и ако не се лажам од U17 беше Марио представник, така да другите се многу помали, така да исто се надежни. Ти доаѓаш од Македонија, од македонска репрезентација, од македонски клубови, се снајде овдека во Малта. Како ти се допаѓа? Да, па добро е. Пред неколку години почнав да играм. Играв негде една сезона и пред скоро почнав да работам како тренер во Сајренс со мали генерации, Under 7. Една паралела, бидејќи тазе доаѓаш од македонскиот фудбал пред неколку години, малтешкиот женски фудбал или македонскиот женски фудбал, кој е подобар? Па мислам малтешкиот. Да? Малтешкиот во смисла не за таленти, но мислам дека квалитетот е малку подобар. Организирано? Организацијски. Главен менаџер на сите младински категории во Сајренс. Најмногу македонски тренери, најмногу македонски деца има во овој клуб. Како се чини тоа? Како гледаш на сето? Па, пред се мислам дека за нас, тренерите што доаѓаме од Македонија, е доста интересен факт кога дојдеш во некоја земја надвор од својата и затекнеш едно, така да кажам, гнездо на наши играчи во клубот каде што дојдов. И интересно е што овој дел на островот знаеме дека живеат доста балканци и мислам дека тоа е еден од главните причини зошто и тука во нашиот клуб има доста деца кои доаѓаат од нашата земја и од целиот Балкан. И од друга страна е интересно што баш ова поднебје на Малта е населено со доста странци и за мене лично, како што се радувам на фактот што можам да тренирам настрана од мојата земја играчи кои доаѓаат од Македонија, е интересно што тука имам шанса да работам со играчи кои доаѓаат буквално од целиот свет, од Европа, Африка, Америка, од буквално целиот свет. И за мене лично представува еден поттик и мотивација да научам повеќе за нивниот начин размислување, нивната страст према играта и сето тоа. Ти си веќе на патот за пролиценца. Да, точно. Тоа значи дека наскоро, предпоставувам, ќе одиш на степен погоре и ќе заминеш некаде и во некој голем европски клуб. Така барем е чекорењето. Апсолутно, секогаш мојата цел била да одам до самиот крај. Пред 2 години ја завршив УЕФА лиценца, се надевам на следниот семинар кој што би требало да се одржи преку нашата фудбалска федерација, дека ќе ја завршам и пролиценца во најскоро можно време и мојата цел е да се пробам во што повеќе различни земји низ светот и така да добијам едно искуство и научам повеќе за фудбал. Веќе ги држиш буквално сите категории, ги обсервацијата твоја е секојдневна овдека, буквално уште да спиеш на стадионот, колку што имам можност да видам и се подготвував за ова снимање. Направи ми една рекапитулар од македонските деца кои што се овде. Има ли потенцијал? Има ли потенцијал за високи дострели, за добри фудбалери, па и за репрезентација понатаму? Па, интересно е што од најмалите генерации, кога почнеш од оние U5, U6,
можеш веќе да препознаеш дека имаме квалитетни деца со кои вреди да се работи и секако да се обрне внимание, зашто знаеме дека фудбалот денес оди доста напред и од што помали години играчите нели треба да се пратат внимателно и да се работи за сето она што им недостасува на некој повисок степен и подетални ствари во играта и во развојот на нивната кариера. И тука имаме, можам да кажам, буквално во секоја генерација деца кои доаѓаат од Македонија и можам да кажам исто дека и во секоја генерација може да се најде 1 до 2 кои што во иднина би можеле и да ја представуваат нашата репрезентација со гаранција. Имавме веќе еден играч што јас лично го презентирав во фудбалската и предложи во фудбалската федерација на Македонија и он веќе има настапи за U17, Марио Маркулев. Според мене голем потенцијал и играч што треба да му се обрне внимание. Исто така имаме играчи во U13, 2 добри дефанзивци, Матео и Владко. И 5 тренери сте вкупно. Моментално, да, оваа година сме најмногу македонски тренери. Рушиме рекорд во моментов 5 и баш ми е мило што имам можност да соработувам и на страна од нашата земја со колеги што доаѓаат од Македонија. Ти благодарам за времето, те чекаат твоите деца. Македонско-малтешки клуб ќе го наречеме Сајренс. Апсолутно, фала ти и тебе. On Macedonian language.